Грција привремено го суспендираше системот ЕС за првомајските празници, тврдат патниците, кои решија за продолжениот викенд да одморат покрај море. Граѓаните велат дека поминале без скенирање и без земање отпечатоци од прстите. Но се уште останува непознато дали Грција ќе го укине новиот систем за македонците во летната сезона. Последно, туристичко-гостителската комора велат дека официјален одговор ќе добијат после 15 мај. Во зависност од одговорите на грчките власти, можни се две сценарија. Ако се иземат македонците од новиот европски систем, ќе се избегнат долги чекања на граница во екот на туристичката сезона. Но ако одговорот е негативен, се очекуваат огромни гужви, километарски колони и повеќе часовно чекање на граничните премини, што значително ќе го отежне патувањето кон летувалиштата. Од туристичките агенции очекуваат долгите чекања да бидат причина за граѓаните да летуваат во земја што не е во Европската унија или во Шенген. Значи нема откажување, конкретно да речеме причина гужва на граница. Има кога се организирани поголеми групи, да речеме патување со автобуси и така натаму, може би да овој нов систем на поменување граници да ве предомисли наместо да идете во Грција, да идете во Црна Гора, ако треба да правите некои семинари или некои патување со повеќе патници, затоа што најголем проблем мислам дека ќе бидат автобусите. Грчките власти веќе официјално го суспендираа системот за британците, земајќи го во предвид фактот дека 5 милиони годишно живеат на Егејското море. Денеска доаѓа информацијата дека србите постигнале дипломатски договор и за нив ќе биде суспендиран системот во екот на летната сезона. Отворила su nam mogućnost da se na srpske turiste gleda privilegovano i da biće suspendovan entry-exit sistem u periodu od 1. juna do 30. avgusta. Ali evo i prvomajski praznici su to pokazali, ušlo je preko 100 naših autobusa i automobila gde je bio suspendovan ES sistem. Владата во Атина веќе соопшти дека ќе ги користи сите расположливи алатки од европската регулатива за да се справи со притисокот на границите. Во истиот контекст, Грција ќе оценува состојбата на поединечните гранични пунктови за влез и излез и ќе преземе соодветната мерка, предвидена од горе наведената регулатива со цел од една страна да се обслужува зголемениот број патници, а од друга да сме усогласени со правилата и барањата на регулативата. Тител побара одговори од МНР дали нашите власти прават напори за македонските државјани да бидат иземени од системот за летната сезона, но одговор не добивме. Габриела Лескова, Сител телевизија.